Освен што сточниот пазар во Облешево не е тоа што беше, и луѓето, земјоделците не се оние оптимистички расположени пред и по секоја жетва или собирање на реколтата од нивите, кога плодовите на трудот имаа соодветна цена и кога полните амбари значеа среќа и екзистенцијална сигурност. Ненојбе на пазарот во Облешево наидовме на млад брачен пар кој со својата работливост произведува и нуди ретко квалитетни земјоделски производи. Не ја крие нивната загриженост поради намалената куповна моќ на граѓаните и особено поради лошата аграрна политика која ги остави селските стопанства без малите фарми за крави, свињи, овци и слично и ги направи зависни од тоа што се нуди во трговската мрежа. Иако по селата се уште има вреден народ кој сака да работи, ама целокупниот амбиент е дестимулирачки. Па карфиол, зелка, модри, прас нешто, корнишони, се помалку. Ама главна дејност ни е зелката и карфиол. Ова година имавме извореден модр патлиџан и така, здраве нека. Па, добро. Државата некако малку да погледне на земјоделците. Ние сме упорни, работливи, само мал број останаа производители. Значи, тие треба да ги заштитат. Нашиот крај, за жал, фана го една неочекувана болест, африканска чума. Ние сме тие едните што не остави на никаде. Една од најубавите фарми со маторици, со празиња не уништија. Значи, тоа е болна тема и сега принудени сме да се справуваме со многу тешки у животот сега што е. Да се мачеш, да работиш, а државата никако нема слух за нас. Крикот на револт кај оваа земјоделка ја отсликува реалноста на локалното и не само на локалното земјоделие, кое се соочува со намалено производство кај сите земјоделски гранки, с големен процент на плодно земјиште кое останува необработено и намалена понуда на пазарот која предизвика драматичен раст на цените, а сето тоа заедно масовно бегство на младите во развиените западноевропски земји.